Граѓанската организација Банка за храна Македонија повеќе од 10 години се обидува да направи конекција помеѓу храната што се фрла и гладните луѓе кои што не можат да си дозволат оброк. За најновите активности на Банка за храна Македонија разговараме со Душко Христов, председател на оваа организација. Добро утро и добро дојдовте. Благодарам на поканата. Секогаш имаме одличен повод за ваше гостување во Македонија наутро, а денеска е акцијата за помош на 1620 семејства во 20 општини во земјава. Повеќе детали ќе ни соопштите вие. Секојаш национален сервис дава еден посебен акцент, како што рече дека ваши гости сме и секако на ваша покана, кога имаме нешто што да кажеме. Нашето секојдневие граѓаните веќе го знаат, но поготово за оваа акција во рамки на ВСС Ефект проектот, поддржан од Европската унија, Алдел Цивика Мобилитас и CBF Македонија. Бидејќи во истиот проект имаме планирано разноразни семинари, трибини, конференции, ние како тим одлучивме дел од средства, односно сите тие средства да ги намениме за една, ајде да речеме така похумана цел, малце поризична и повозбудлива, но секако дека за значајна група на граѓани, како што реков, 1620 семејства, одлучивме да направиме прехранбени пакети, истите тие во 20 општини, да бидеме равномерно. Така, низ целата држава. Целата држава и на 1620 семејства да ги споделиме во периодот кој следи. Во што се состои помошта, дали може да кажеме? Помошта се состои во прехранбен пакет од околу 18 килограми, храна и прехранбени производи, гел за дезинфекција и по 4 заштитни текстилни маски за секој семејство. Тоа значи имаме 6480 маски, 1620 гелови и 1620 полни пакети кои што ствари треба да ги наполниме сега за утре, да ги наполниме за граѓаните. И веќе во понеделник акцијата почнува, односно на дистрибуција на сите тие 20 општини. Сами тоа не можеме да го направиме. Како организација, секако може би прашањето би било со кои, значи на 21 организација во цела Македонија ќе се вклучат во 20 општини, како што споменав, и тоа е предизвик кој што до сега, иако малце подолго сум овој граѓански сектор, може да кажам ваков предизвик или да речеме активност, една граѓанска организација не превземала. Тоа е, веќе пробуваме ние да го скршиме ледот, на некој начин да поттикнеме и други иницијативи да, може би не со храна, меѓутоа и со други активности или планирани активности да некако се представат во општеството. Во најавата реков повеќе од 10 години Банка за храна Македонија функционира во земјава. Имате направено мрежа во повеќе градови низ нашава држава и секако им помагате на ранливите категории на семејства. Она што е значајно дека и покрај тоа што работите повеќе од 10 години, во периодот на пандемија ова година и нешто, уште позасилено работите да им помогнете на загрозените семејства, затоа што податоците и понатаму велат дека има семејства кои што не можат да си дозволат ниту еден оброк во текот на денот, а спротивно на тоа имаме случаи кога имаме вишоци на храна кои што за жал се фрлаат и завршуваат на отпад, а таа храна може да задоволи потреби на одредени семејства. Секако, тоа е проблем не само кај нас, тоа и во Европа. Бидејќи пред неколку дена заврши, односно имавме дводневни на Zoom онлайн собрание, бидејќи гледачите знаат дека сме членка на Европската федерација на банки за храна, каде што сме над 1300 банки од цела Европа. И ги имаме податоците од истите од тие земји. Ние како банки за храна во периодот на пандемија, односно минатата година, бидејќи малтене цела година беше пандемија, почнувајќи од март, имаме помогнато 12,7 милиона луѓе, каде што во цела Европа, а претходните години било просек од 9 до 9,2 милиона. Граѓаните, гледачите може да приметат дека и порастот на поборувачката на храна и помошта која што се бара од банките за храна е огромна. Значи за 1/3 е повеќе е зголемена. Така и кај нас, ако ние порано имавме простични јавувања за барање на одредени прехранбени производи, односно пакети во текот на неделата 7 до 10, верувајте, во одредени периоди доаѓавме и до 100. Колку што сме можеле сме помогнале. Може би граѓаните него ќе рече да, јас се јавив, тој не ми даде. Да,
принципот на доделба на помош е малце поспецифичен кај нас. Ние не можеме на секој да дадеме. Мора да провериме дали се локална граѓанска организација, дали се од Центар за социјални работи, бидејќи има многу злоупотреба на дадената помош. А оно што го рекоте за фрлањето храна, во минатата година одредени артикли кои што се и во времењата на нас се појавува како вишуци, не беа вишуци, повеќе беа вишуци сладките производи, смоки чип, така да ги наречеме или игрицки, но онаа храна која што е потребна, која што ја доделуваме на нашите корисници е од онаа стандардно што треба масло, шеќер, брашно, сол, зачини, конзерви, тестенини и така. Таа храна и таа помалку се фрлаше на ѓубриштата низ Македонија. Но сепак да, се фрлаат огромни количини на храна. Ние како банка за храна сме концентрирани негде во 11 општини, меѓутоа во 3-4 имаме една своја перманентна корисничка мрежа, односно листа на корисници, каде што перманентно малтени јад, колку основа имаме, на дневна, неделна, дури и месечна основа. Тоа се негде околу 75 фамилии за сега, кои што имаат некаква си помош на месечна основа од нас. Сега за сите овие години кога работите, дали бројките на луѓе на кои што им е потребна храна се спаѓаат во загрозената категорија, се намалуваат или се зголемуваат? Што велат вашите? Нигдека не се намалуваат, така и нас. Јас споменав податокот во периодот на пандемија дека имавме дури до 100 јавувања наспроти 10 предходно. И тоа беа луѓе кои што ги изгубиле своите работни места, работеле во сивиот неформалниот сектор од типот на чистачки по домови, бидејќи таа господја или господин тој земал 30-40 денари месечно. Малце мачна е работава, меѓутоа сепак имал свој приход кој што па не е регистриран од страна на државата и за тоа лице. Келнери, млади студенти кои што работеле, тоа беше чудно. И најнаш останувате без средства за живот. Најнаш, да, 20 студенти вика, ние сме од надворешноста, не сме од Скопје, не немаме со што да преживеме, нормално, родителите сиромашни, да се случуваше и такви моменти. И тоа е жално, навистина е жално, бидејќи една изрека ние што користиме, тие не живеат, тие екзистираат. Тоа е страшниот феномен кој што сиромашниот граѓанин го преживува низ својот живот. Најголемиот дел од тие се случаи кои што се регистрирани во Центар за социјална работа или пронајдени од нашите партнери организации кога работат на терен. Бидејќи не сите листи од Центар за социјална работа се баш и онака чисти да ги наречеме. Односно листи корисници на кои што ние перманентно би требало да даваме помош. Што е апсурдно во нашата држава, тоа мора да го кажеме, еден феномен кој што помошта во храна не е ставена во Закон за социјална заштита, не е ставена во било кои правилници во Министерството за труд и социјална политика. Да, има проект, така наречен народни којни, кој што е некако регулиран, но помошта во храна, оно што ние сите го работиме, не само банката за храна, не е регулиран со услуга, таа услуга не е регулирана во тој закон. Па ни самата помош како храна не е ставена во тоа. Така да има апсурдности не само кај нас, има и во окружувањето околу нас, но секако ние сме тука без разлика на се, не правиме ништо надвор од рамките на она што вика нормално човечко и хумано однесување, да помогнеме на тој на кој што му е потребна помош. И би сакала само за појаснување на гледачите кои што можеби не се доволно информирани, споминавте секој не може да биде примател на помош од банка за храна, значи тоа треба да бидат луѓе, семејства кои што се евидентирани во центри за социјална работа или здруженија со кои што се работувате ширум Македонија и преку таа евиденција да можете нели да им понудите или да побараат помош. Секако, бидејќи многу неблагодарно со овие социјални медиуми ќе напишат порака во инбокс, мене ја имам 2 деца или 5 деца, не е битно, ми треба храна. Толку е пораката. Чекате луѓе, како ние ќе знаеме која од другата страна? Можам ја да се јавам кај вас на адреса и да побарам. Знам, еве, вработени сте, вие сте сузе, ќе ви напишам порака, мене ми треба храна. Мислам, без да објаснуваме кој сум, што сум, кој ми се потребити така. Значи, работиме на тоа да се изгради еден систем на вистина, преку кој што оно што го споменавте, да го изградиме сите заедно, не само во интерес на банката за храната, ма работа. Тоа во интерес на сите организации кои што го работиме ова. Бидејќи многу е навикнато од принципот на дај ми, само дај ми, без да се погледне која е позадината. Оти ние
ние не работиме со причините на нивната мака. Ние работиме со нивните последици. Односно, она што можеме да го облажиме како организација во одредени делови, не можеме во сите, ни сепак и државата, тврдам дека државата во моментов не е спремна да влезе во еден таков предизвик, сама да речем, да го реши овој проблем. Јас ако кажам дека над 70.000 луѓе јадат 2 до 3 пати неделно, сите ми се смеат. Не, тоа е точно, сега дури ја тврдам дека се многу повеќе. И ако немаме систем, има разноразни примери, да не ги спомнам, кажав дека сме членка на Европската федерација на банки за храна, каде што одредени примери може да ги имплементираме тука, но некако институциите, па и за овие 10 години може да кажам, дека еднаш ќе те слушнат, вториот пат не им се слушат, третиот пат ќе те игнорираат. Зошто? Затоа што е горлив проблем да се реши. Констатиравме дека растат бројките на луѓе и семејства на кои што им е потребна помош и не можат да си дозволат доволно храна во текот на денот или неделата. Меѓутоа, овде треба да го гледаме и ефектот на вашата работа во смисла на растење на свесност, така и институциите кои што можат да се вклучат во вашата работа, да ви помогнат за да се обезбедат тие средства, за да им се помогне на граѓаните. Расте ли свеста за зачувување и нефрлање на храната и понуда на загрозените семејства? Морам да бидам искрен, бидејќи критиката бидна претходно, сега ќе кажам позитивно дека во период минатата година март, сега сме мај веќе, меѓутоа за 7-8 компании, бројот на компании за 7-8 се зголеми донатори. Дел од институциите од типот на локалните власти веќе отворија своји врати, може да кажам, најнова е информацијата од општина Штип, каде што новоизбраниот градоначелник Сашко Николов самиот се јави да бара систем како да се помогне таа група на граѓани во општина Штип. Веќе имаме во одредени општини каде што малце тоа е разбуркано, ја викам, информациите, гласовите се креваат и дека веќе повеќе или помалку институциите имаат мал слух за ова, дека ние навистина можеме да направиме многу. Бидејќи ако само ги земеме податоците од пред ден-два, каде што ви видовме дека потрошувачката кошничка цената не се зголемила за толку и толку, ќе видиме дека тоа се зголемило толку на храната и на режиските трошоци. И од тој аспект ние можеме да купиме на облека сега, да носиме 3 години, меѓутоа храната ни е потребна секој ден. Од тој аспект мислам дека општините, надвор од она што го реков дека не постои никаква законска основа, веќе се сестува дека има можности да се помогне на значајна група на граѓани. Банкарството со храна дава и други можности да преку истиот да видиме социјекономската ситуација на самите корисници на лице место, да видиме кои се потребите. Не мора тие граѓани да идат преку еден прашалник кој што заеднички би го направи. Еве да кажем, во општина Кавадарци веќе имаме една така интересна соработка со градоначалникот Митко Јанчев, имаме прекрасни луѓе тамо кои што навистина се посветени тоа да го работат. Веќе влегуваме во планот за социјална заштита и социјална политика од 2021-2024, каде што најголемиот дел од нашите предлози кои што ги предложивме се прифатени од страна на општината. Па не е тој глупов на градоначалник. Зошто? Му го леснуваме системот на социјална, ајде да речеме, зајакнување на тие фамилии кои што живеат. Иако за волја на вистината за сега сме волонтери, но сепак тие луѓе кои што волонтираат таму треба да добијат свој надомест, барем за, ја викам, за превозот и за оно што го трошат времето некои минимални надоместици. Меѓутоа се надам дека градоначалникот ќе изнајде средства и можности тоа да го решиме. Сакам да кажам дека ние нудиме посебен систем на тоа да општината биде растретена од тој социјален, физички социјален притисок од страна на граѓаните. Токму и затоа ме радува што свесноста расте и што се повеќе институции, секако и компании се придржуваат кон вашата акција и ви помагаат. Јас ви посакам успешна акција, ова што ја најавивме денеска, успешна работа понатаму како и досега и секако со нови информации за нашите гледачи. Се гледаме во наредните изданија. Поканата Сузе во петок не чека голем ден. 1620 пакети, над 35 тона храна. Вау. Не се сумневам дека ќе биде успешно. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам.